кои што освен својата примарна професија работат и уште неколку други професии. Токму таков лик е нашиот денешен гостин кој ја доби улогата на гостин водител. Тој е уметнички директор, графички дизајнер, илустратор, професор, креативен консултант, а понекогаш и сликар. Горан Костовски во улога на водител во Едноставно заводливо. Добре ни дојде, Горан. Добре ве најдов, благодарам на поканата, Аглика. И морам да кажам дека вака кога ќе се ги слушнам сите професии со кои што работам на одредени периоди, викам и ова е добро искуство низ животот што све се случува. Набројав многу професии, точно, но која е твојата примарна професија, која е со која што си почнал? Значи, јас средно школа учев за архитектура, школото никад не ми беше интересно, многу ми беше досадно да идам школа и секогаш си наоѓав начини како да си ги направам школските денови многу поинтересни. Приказната започнува, веројатно сакав да студирам графика, ама се скарав со еден професор на приемни испити и никогаш желбата не се реализираше, али многу набрзо се реализираше приватно да почнам да го работам тоа што го сакам. Графичкиот дизајн е се уште тоа што ми се допаѓа, без разлика што денеска таа професија е малтен и е скоро уништена, затоа што веќе нема и стандардизација за квалитет и све останато, али тоа е тоа што цело време ми се допаѓаше и се уште го работам. Така да графичкиот дизајн е тоа што Како навлезе во сите тие алатки фасцинантно кои што ете се бараат и сепак тоа не е професија за подценување. Јас сум дете пораснат со поп култура, со MTV, со скироли, со хеви метал, со панк, со техно музика и со све останато. Целата поп култура и гледањето на тие визуелни материјали што беа на MTV или пак на филмовите и све останато, секогаш ме фасцинирале. Значи визуелно секогаш ме привлекувале работи, значи од најразлични брендови па се до компјутери. Така да дизајнот беше нешто што навистина ми се допаѓаше од секогаш. Што знаеш дека и знаев едноставно визуелно се уште ми се допаѓа поп културата. Да. Професија која што со текот на годините, ако си почнал од еден програм, сега работиш во друг програм и постојано се надоградува. Како еве на самиот почеток кога си почнал, како се снаоѓаше со сите тие апдејти во самите програми за графички дизајн? Многу интересно што ние во Македонија покрај сите можеби недостатоци и уназадувања, интернет имаме од 98-ма, барем јас тогаш користам. И благодарение на интернет, апгрейдот на моето самообразование идеше многу полесно, затоа што многу едноставно вие кога ќе имате пристап до комуникација со луѓе што го работат тоа низ целиот свет и што не себично сакаат да го споделат со вас, затоа што веројатно и луѓето имаат и некој гард кога нешто знаат па и не сакаат да го споделат. Јас имав среќа во животот да сретнувам луѓе кои што прилично беа отворени за професијата, затоа и ја решив да го пренесувам сето тоа врз моите студенти или врз обуките кои што ги работам, така да малтене give and back, или зимаш и враќаш, така да мораш да добиеш нешто, па мораш и да вратиш за да сето тоа се напредуваш, да. Програмите се цело време се менуваат, значи се смеевме пред некој ден, денеска не си само графички дизајнер, денеска си user интерфейс и не знам каков дизајнер, значи како што се менуваат потребите на пазарот, така се менуваат и професиите, па можеби затоа и јас имам и толку многу професии. Добро, од сите овие професии кои ги набрав, имаш ли омилена во која што уживаш кога работиш? Во следно време многу сакам да си го продавам паметот, така да консултантството, веројатно се останато, видите, после 20 години работа, веројатно се случува момент каде што и вика немам и толку желба да седам 15 сати на компјутер и да работам некои работи. Да, се уште сакам да работам дизајн, али многу ми се допаѓа кога сум во улога на професор, па ајде малтене, и многу ми се допаѓа кога можам да само да зборувам за тоа. Добро, спомнавме дека си илустратор. Да. Какви илустрации се белек на твојата креативност? Што е она по која што си препознат? Јас сум прилично социјално ангажиран во целото мое творештво. Изминативе 10 години работам еден унисекс лейбл каде што продуцирам облека и на дневна база цртам илустрации од општествените случувања околу нас. Во вториот дел? Да, во вториот дел, окей. И многу е битно што илустрацијата ми е цело време коментар на нешто.
Добро, понекогаш работиш и монтажа на кратки видеа, Да. значи не збориме за нешто погабаритно, меѓутоа работиш илустрации во еден програм, работиш графички дизајн во друг, монтажа во трети, така натаму. Ти се случува да ти се измешаат сите тие алатки, чекај сега која алатка за кај беше, она баш бланк еден во секунда. Значи, не сум ја класичен тип на човек да го земам, да го направам, колку да се направи, ајде да се земе работата, него не, ако работам видео денеска, работам само видео, не работам ништо друго. Програмите се многу едноставни, ако веќе еднаш влезете да ги учите, после тоа само треба да ги работите и да се надоградувате со нив. Пример конкретно графичкиот дизајн, веќе тоа принт индустријата, на мое огромно жалење, веќе не е толку често, сега све е поврзано на дигитализација, све се работат веб-сајтови, повеќе се работат икони, мобилни апликации. За мене се уште филингот на хартијата и мирисот на печат ќе остане поавтентично, без разлика што ние можеме да правиме чуда денеска со Токму така. Се надевам дека ќе имаме време и во вториот дел од разговорот да стигнеме да ги раскажеме сите твои професии и пасии кои што ги работиш и кои што сакаш да ги работиш и она за што се залагаш. Но ајде сега во улога на водител да видиме што е она следно што ќе може да го видат гледачите. Прво ја најавуваме девојката, храбрата девојка, да. Значи, многу ми се допаѓа кога девојки влагаат во улога на машки професии, во ова мачуистичко и, ајде да не кажам, шовинистичко обкружување околу нас, многу ни се потребни херојки кои што ќе ги менуваат наративите и кои што ќе понесуваат поинаква порака за сето она што го сакаат со страст. Оваа храбра девојка има неколку награди, мислам, земено. И тоа први, да, европски. Момци, колку што да, во категорија и со момци, да. Да, она е прилично професионалка и работи во IT индустријата. Точно така, да. Многу интересен профил, многу ми се допадна незиното излагање. Повелете, погледнете, Каролина Смилевска и незината пасија парагледерството. Да, убав предлог од Каролина за вистинските љубители во адреналинот, на вистина вреди да се проба вакво едно искуство, а ние да продолжиме со разговорот со нашиот денешен гостин Горан Костовски, графички дизајнер, илустратор и да не набројувам, ќе зборуваме уште се околу дизајнерството. Важиш за креативец кој преку уметноста ги изразува своите ставови кон одредени општествени неправди. Како успеваш да го постигнеш тоа преку твојата работа? Инспирација никогаш доста, не би нормално, али ја, например, сум визуелен презентер на градот во кој што живеам, да, ја се уште живеам во Скопје, се уште се трудам да творам инспириран од Скопје, без разлика колку и градот да е изменет или да го немат чувството дека сте веќе во некој град кој што го познавате. Мене тоа се уште ме инспирира, социјално ангажирана илустрација е тоа што јас го работам. Значи, наместо да дебатирам, ја го се служам со илустрацијата за да ги искажам своите емоции, да зборувам за неправди, за социјалните теми, за дискриминациите, за човековите права, и тоа го правам преку разни медиуми. Celebrate Life е брендот по кој што работам 10 години, 10 години творам на таа тема. Значи, не дека само јас критикувам или не знам што, него зборувам и за позитивните промени, за сето она што се случува околу нас. Значи, возењето велосипеди, садење дрва, спасување на бездомни животни, сите оние позитивни промени кои што навистина ни се потребни, а и самите ние луѓе како што созреваме и се менуваме, јас ги коментирам преку мојата 10 годишна инспирација, да, како Celebrate Life. Не знам до кога ќе творам на таа тема. Неинспиративност не постои, значи се може да не инспирира. На дневна база сретнувам многу луѓе, ги слушам нивните приказни, многу ми е убаво да слушам приказни. Да, но ти си млад човек, колку твојата генерација ги дели истите ставови со тебе за градските проблеми? Не знам, многу ми е жал што мојата генерација све почесто и почесто ја слушам како што вика дека е остарена, како нивното време прошло, како било подобро, кога се случувало тоа, а јас да не го знам тоа, или кај сум бил јас кога вие сте биле таму, така да верувам дека мојата генерација треба некој нов почеток. Да, се залагаш за заштита на животни, здрав начин на живот преку вегетаријанството, заштита на животната средина и така натака, и
креираш доста проекти на таа тема, но каде освен на твојот сајт ги промовираш твоите проекти? Денеска, ако ве нема интернет, ве нема никаде искрено, така да интернетот е тоа што малтене ни е потребно на сите нас уметници. Супер е што постојат и вакви емисии каде што ни даваат осврти на нас, не е дека све е заробено во медиумите, така да имаме прилика и уметниците ние да кажеме нешто, али најчесто мојата работа е присутна на интернет. Ти благодариме многу за гостувањето, Благодарам ти посакуваме многу успех, се надеваме и на некоја позитивна промена во однос на твоите ставови кои што ги браниш и кои што ги цениш, но ајде сега во улога на водител и до некое следно видување. Да. Виднина. Значи, само да се доврзам дека ако не се менуваме самите себе си, нема Нема ништо да се промениме.